Добар ден, криптоентузијасти, денес имаме многу битно видео, ова е практично припрема за утрешниот состанок на Федералната резерва. Знаете и сами зашто е толку битен, значи буквално чекавме добри 2 години за да дојдеме до овој момент, уште од 2022 година кога за прв пат почнаа да ги зголемуваат овие каматни стапки. Буквално цели 2 години чекаме до моментот кога конечно ќе почнат да ги намалуваат. Сето ова ви е многу јасно зошто, значи тој ќе почнеме да зборуваме кога ќе дојдеме до, нели, сето оно што треба да го знаеме за FOMC, состанокот на Федералната резерва, кој што ќе се одржи во текот на утрешниот ден, негде околу 8 часот навечер. Значи, нормално за ова ќе добиете линк, како и секогаш, како на Криптовалути Македонија, така и на Телеграм група која што следиме и нормално на сите наши социјални мрежи. Имаме нешто многу битно денеска, така да, како што веќе спомнав, значи се обидуваме да го реорганизираме каналот на повисоко ниво, се обидуваме да направиме да биде поквалитетен, се обидуваме да правиме да биде нормално на следното ниво. Така да нормално тоа прво ќе започне со македонскиот канал, каде што на крајот од ова видео ќе соопштиме кои се новитетите, оно што јас го спремам моментално за вас. Така да има доста интересни работи. Ова што го спомнав со Patreon практично ќе донесе некои привилегии на оние кои што сакаат да речем да бидат членови на нашиот канал. Не се секирете, нема да има никаква скришна содржина, нема да има ништо надвор од вообичаено, сите македонци ќе ги добиваат сите материјали бесплатно како и досега. Само како што веќе спомнав, со оглед на фактот дека постојано зборуваме за осамостојување, дојдено е така речено времето каде што треба да ги превземеме овие чекори, но за тоа пак ќе напоменам на крајот од ова видео, ќе ви спомнам малку повеќе, сега ќе се задржиме на главната материја за која што денеска и го правиме ова видео. Прва работа, знаете и сами, го анализираме традиционалниот пазар, генерално сите оние најбитни делови од традиционалните пазари, каде што гледаме дали има некакви промени кои што се директно поврзани со криптопазарот. Во оваа ситуација има огромна промена која што едноставно не ја промашивме ние, туку едноставно за жал, не знам како, значи не беше овдека ставена. Односно, во ОПЕК, знаете и сами го следиме овој прес-релиз, каде што ги имаме сите најбитни информации во однос на работата на овој картел за производство и транспорт на нафтени деривати. Со тоа што оваа одлука донесена на 5 септември не беше последниот пат кога го проверувавме ова, тоа беше пред некаде околу една недела, значи сега е објавена и е многу битна за вредноста на доларот. Односно, пред да објаснуваме што се случува со самиот технички чарт на доларот, прво ќе се навратиме кратко на ова вест која што е екстремно битна. Значи, знаете и сами, многу пати зборуваме дека нафтените деривати и монетарната политика на Америка се главните двигатели на вредноста на доларот. Односно, тие се тие кои што детерминираат прво монетарната политика, која количина на долари ќе биде пуштена на пазарот, а второ во однос на ОПЕК и нели, затоа што и понатаму 4/5 од вкупната количина на трансакции дури и во оваа 2024 година се процесираат во долари, што значи дека и понатаму секоја масовна потреба за гориво од еден или друг аспект носи и масовна потреба за долари, затоа што вие се уште не можете нормално да трансактирате без да имате долари кога станува збор за потребите на вашата земја за прибавување на нафтени деривати. Така да во оваа ситуација, оваа вест која што доаѓа буквално пред само 10 дена, која што за жал до сега не беше достапна, не можам да разберам како, значи дали тоа они не го објавиле, не знам зошто. Пазете што е сега ова. Значи ова што моментално ние го гледаме на чартот за горива, моментално се случува поради ова што моментално го гледаме овде, а тоа е објавата дека сите овие земји на практично ОПЕК картелот, кои што ги има многу, тоа се најголемите производители на горива, посебно во оваа ситуација зборуваме нели на сурова нафта, почнуваат со постепено зголемување на производството на нафта. Ова е крајно битно, затоа што ние до сега, чисто за да објасниме за оние кои што потенцијално се нови на нашиот канал, значи ние до сега во целиот овој период имавме неколку, знаете и сами, затоа се обележени на нашиот чарт, неколку намалување, односно рестрикции во производството на нафта на сите членки, па така со првата рестрикција која што добивме уште во во мај 2023 година, добивме експанзија на цената и тоа многу голема, од 70 до 94-95 долари по барел. Вториот пат кога тоа се случи со дополнително намалување на
производството на нафта, значи исто така добивме голем скок на цената од 70 повторно до некои $90 за моментално да имаме практично најава дека ќе имаме намалување на така речено, зголемување на производството и прекинување на овие мерки. Со тоа што оваа најава беше направена, можеме да видиме уште во јуни 2024 година, но значи најавата беше дека ќе се одложи овој маркет кап до, значи тоа беа оние два практично ова намалување на производството на нафта. Првата која што од 1,6 милиони барели на ден до декември 2025, а втората која што е 2,2 милиони барели на ден намалување на производството до септември 2025 година. Сега зошто е овдека битно? Затоа што првенствено овие мерки дека ќе се одложи ваквото намалување, значи гледаме дека позитивно делува на пазарот. Но веќе беше најавено дека ќе дојде момент каде што постепено ќе се така речено намалуваат овие рестрикции. И тоа го добивме моментално. Значи на 5 официјално, сега овдека ќе ставиме и нова линија, чисто за да знаеме кога тоа се случило, но тој значи многу полесно го следиме се тоа на чартот. Значи официјално погледнете. Сега ако ние сме го добиле тоа на 5, ево каде е тоа, дури и објаснило е тоа што моментално го гледаме овдека од 5, каде што почнува да се движи нагоре, практично овој чарт постепено. Зошто е тоа така? Затоа што рестрикциите и олабавувањето на рестрикциите нормално делуваат корелативно со самата цена на нафтата во оваа ситуација. Фактот дека, еве сега значи овдека дури имаме и чарт по кој што можеме да видиме дека во наредните месеци, почнувајќи од декември, па дури и сега октомври, ноември, за сите овие големи производители, најголемите производители во ОПЕК, имаме зголемување на квотите на месечно ниво за тоа колку така речено милиони барели нафта можат да произведуваат. Со тоа што гледаме дека почнувајќи од Русија, која што има во текот на, да речем, ноември и декември, негде околу 9 милиони барели, истата да стигне скоро до 10 милиони барели. Значи, скоро 1 милион барели плюс да се додадат во текот на 2025 година. И ако продолжиме нагоре, можеме да видиме дека истото важи за сите, еве. Значи, и за Саудиска Арабија, и за Иран, и за понатаму. Сега, зошто е се тоа битно? Затоа што на овој начин, колку повеќе се произведува нафта, колку повеќе нафта имаме на пазарот, толку луѓето помалку страхуваат за се до тоа, имаат помала потреба од долари, плюс фактот дека имаме повеќе нафта на пазарот, дополнително ни дава по-ниска цена. Затоа што колку повеќе се зголемува практично количината на нафта на пазарот, толку по-мала ќе биде нивната цена, нормално. Сега, зошто е се тоа толку битно? Со ваквото практично намалување на рестрикциите, очекуваме дека вредноста на нафтата ќе почне да паѓа, односно вредноста во долари ќе почне да се намалува. Иако овде имаме така речено оваа корекција скок поради техничката анализа која што гледаме дека имаме еден куп локални дна и бул диверзија, така, bullish diversion, значи овдека ние ако очекуваме да речем, значи еве, прво да покажеме вака. Како што кажеме, секогаш кога сме имале рестрикции, цената се движела нагоре. Така, ова е прв пат после долго време да имаме намалување на рестрикциите, кои што ќе го напишеме овдека, значи сега дали да не должам премногу, кои што треба да се одвиваат во текот на следната година. И веднаш имаме пад на цената затоа што очекуваат намалување на рестрикциите, односно се повеќе нафта ќе биде произведена на пазарот, автоматски нејзината вредност ќе почне да се намалува. Иако овдека сега додадеме DXY, кој што е крајно корелиран, кога станува збор за вредноста на нафтата, како што кажеме, ова е втора по големина сила која што така речено ја движи цената на DXY, ќе можеме да видиме, значи погледнете. Како сме го добиле ова како одлука, така сме добиле втор пат, иако сме имале корекција нагоре, во денот кога тоа се случило, гледаме дека почнува повторно да се коригира надолу вредноста на доларот. Затоа и реков, значи многу е голем пропуст тоа што овдека ова не беше објавено. Последен пат ако ги погледнете вестите за економија, ние ова го проверивме, овдека немаше ваква изјава или пак јас сум бил слеп па не сум ја видел, не знам. Како и да е, значи макро ова е крајно позитивно за нас. Зошто? Колку помалку елементи на пазарот кои што ја креваат цената на доларот се присутни, толку подобро за нас, затоа што колку е пониска вредноста на доларот, нормално, толку е повисока вредноста на се останато што се мери во доларот, вклучувајќи ги и криптовалутите.
Така да во оваа ситуација ова е крајно позитивна ствар, нормално со тек на време ќе видиме како се до тоа ќе се реализира и како тоа ќе се движи нормално во така речено цената на доларот. Само на кратко, значи, како што кажавме, практично 5 септември, значи 5 септември гледаме дека практично доларот, иако имал некој мал раст, генерално ја нема она така речено енергија која што добива од рестрикциите на доларот и како ќе се намалуваат во текот на оваа година, очекувам дека уште помалку така речено ќе постои овој притисок врз цената на доларот да се движи нагоре и ќе биде обратно. Се разбираме уште еднаш. Колку повеќе се зголемува количината на нафта на пазарот, толку повеќе очекуваме дека вредноста на нафтените деривати ќе почне да се движи надолу, а со тоа и вредноста на доларот, кој што е главно средство со кое што се уште се тргува нафта во светот. Сега, тоа е за почеток. Сега ние би сакал само на кратко да погледнеме што се случува на месечно ниво. Уште еднаш не заборавајте, значи ова беше првата најава, само што тоа подобро ќе се гледа на неделно ниво за почеток, за да го видиме овој дел. Значи моментот кога во Джексон Хол најави дека ќе имаме рейт кат, самиот Джером Паул, тоа беше оваа прва жолта линија, само на дневно ниво ние ставено името, треба да го промениме на неделно. Значи погледнете. Само што добивме најава дека ќе имаме рейт кат, погледнете. Ние имаме така речено 1, 2, 3, 4, 5 недели надолно движење со оваа една корекција, да речем 4 недели надолно движење на вредноста на доларот. Уште еднаш, и претходно сме кажале многу пати дека 100 е психолошка бариера која што гледаме дека досега многу пати и ја задржала вредноста на доларот на ова ниво. Имавме еднаш многу јако задржување точно на 100. Ако се сеќавате, тоа беше негде оваа недела од 3 до 10 јули, каде што и имавме така речено голем раст на алткоините, но како и да е. Сега гледаме дека моментално цената се наоѓа повторно таму. Во исто време не заборавајте дека не е само оваа психолошка бариера, имаме и долната граница на Болинџер бендот, имаме и 100 и 200 неделните средни вредности на DXY индексот. Но како и да е, генерално ако погледнеме на месечно ниво, ќе видиме дека надолниот тренд и понатаму продолжува. Значи ова е крајно битно, затоа што нас ни е битно да добиеме надолен тренд за да добиеме практично следен бул маркет. Зошто го велиме ова? Значи, овдека само за кратко, како и секогаш, значи за оние кои што се почетници на нашиот канал, многу јасно. Секогаш кога имаме надолен тренд на цената на DXY, ова сега ќе ставиме да биде жолта линија за да не ја мешаме. Значи, жолта линија, нели, жолт е биткоин. Погледнете. Значи, кога имаме bear market за DXY, имаме bull market за биткоин. Кога имаме bear market за DXY, имаме bull market за биткоин и обратно. Кога цената на DXY се движи нагоре, имаме стагнација и корекција надолу на цената на биткоин. И овде, како се движи цената на DXY нагоре, така вредноста на биткоин почнува да паѓа. И овдека, во оваа така речено стагнација пред следниот пат, гледаме дека практично ова е тој дел каде што и вредноста на биткоин едноставно стагнира се додека не добиеме значителен пат на доларот, кој што ќе го забрза падот на растот на биткоин во оваа ситуација. Сега, на дневно ниво, јас овдека затоа и ги најавив, значи како што го правевме тоа кога добивавме rate hikes, така. Значи кога правевме rate hikes, на секој состанок дававме жолта ваква линија, каде што сававме колку големи rate hikes сме добиле. Ние веќе еднаш добивме најава и гледаме дека едноставно доларот стагнира. Значи не може да порасне затоа што се очекува дека ќе продолжи, тоест ќе почне и ќе продолжи понатаму самата Федерална резерва со намалување на своите каматни стапки. Многу пати сме зборувале, значи ова е практично директно делување на количината на долари на пазарот, затоа што најчесто напоредно со rate cuts, кога се намалува каматната стапка на Федералната резерва со која што позајмува ново произведени парични средства кон комерцијалните банки, во исто време оваа каматна стапка е и на веќе постоечките позајмени средства на Федералната резерва кон останатите комерцијални банки и нели ентитети кои што позајмуваат директно од Федералната резерва, што значи како оваа ќе се намалува, така ќе се релаксира економијата и така голем дел од овие ентитети поради тоа што се намалува каматната стапка, ќе се вратат кон дополнително позајмување. Колку е повисока оваа стапка, нормално повеќе се вратат кон тоа да вратат што може повеќе пари назад кон Федералната резерва, што значи дека поголема количина на долари излегуваат од пазарот. Колку помала количина на долари има на пазарот, толку повеќе неговата вредност расте. Така да затоа во целиот овој дел овдека на месечно ниво, каде што ние имавме дебело качување на секој месец практично од 0,75%
на каматните стапки на Федералната резерва, имавме и раст на доларот во енормно голем, да речем, енормно голема количина, додека сега веќе кога имаме стагнација и очекување дека конечно ќе добиеме рейт кат, гледаме дека имаме стагнација пред конечен пад. Јас верувам дека моментот кога конечно ќе паднеме под 100 ќе биде и моментот кога голем дел од оние кои што се хардкор инвеститори во доларот, кои што очекуваат дека доларот и понатаму ќе остане стабилен, конечно ќе се откажат од ова и конечно ќе почнат да се вртат кон оние риск он средина, односно се што представува ризични добра за инвестирање. Во исто време, сега барем, значи мораме да напоменеме дека и понатаму останува ризикот за потенцијална рецесија. Сакам да го погледнете видеото од претходната недела, каде што зборуваме за потенцијална рецесија и зошто ја очекуваме, значи подетално ќе биде таму објаснето. Овдека сега нормално се задржуваме малку повеќе на состанокот на Федералната резерва. Сега, друга битна работа која што сакам да споделам со вас е фактот дека ние практично денес направивме нов all-time high на S&P 500. Многу битно, затоа што ова ни покажува дека и понатаму, погледнете и сами, значи само ќе ставиме ваква само момент за да биде појасно. Значи погледнете, многу јасно ми покажува дека се уште сме во рискон средина, односно дека и понатаму инвеститорите очекуваат дека ќе продолжат да растат и во оваа ситуација. Рискон асет без разлика дали се тоа акции, ресурси, криптовалути и така натаму. Со тоа што ова ни покажува јасно дека можеби она што го направи Мунгеросаурус, така, значи еден како најискусните инвеститори, можеби не беше во право. Во секој случај. Значи она што јас сакам да го кажам е дека во оваа ситуација како се заштитуваме ние? Остануваме долго на овој пазар, се разбираме. Ние сме спремни дури и во случај на рецесија да се случи ситуација во која што потенцијално цените би се коригирале, затоа што ние не можеме да бидеме сигурни како ова ќе ја погоди криптосферата, знаеме како ќе ја погоди муриканската економија и сите овие индекси кои што директно се зависни од неа, но не можеме да бидеме сигурни како тоа ќе ја погоди криптосферата. Затоа и понатаму продолжувам да го кажувам истото. Јас без разлика дали ќе имаме или нема да имаме рецесија, останувам на овој пазар и ништо нема да продавам, дури и да се коригираат цените на сите алткоини надолу. Само ќе докупам, затоа што рецесија или не, истата еднаш мора да заврши. Ова е најлошо сценарио што потенцијално може да се случи, но секогаш значи мораме да дадеме простор и да видиме како ќе се одвиваат работите. Сега, уште еден изглед дека потенцијално може да имаме рецесија, ќе ви покажам во однос на rate cuts кои што се очекуваат, но само сакав да напоменам дека целиот пазар моментално и понатаму очекува дека овие индекси ќе продолжат да растат. Значи, гледаме, корекција на S&P 500 во нов all-time high денес. Nasdaq, придвижување нагоре, иако сме далеко од all-time high. Повторно гледаме дека ова е така речено булиш движење, затоа што имаме дно, врв, повисоко дно и сега моментално се обидуваме да направиме повисок врв, што е стандард за движење нагоре. Така, значи понатаму гледаме дека истото е присутно во Nasdaq, иако ова е само на дневен чарт. Само сакам да ви покажам дека сите моментално гледам дека очекуваат дека пазарот ќе продолжи да се движи позитивно. Уште попозитивно моментално имаме во Russell 2000, како што кажавме, тоа е така речено индексот на оние послаби 2000 компании од топ 3000, кои што гледаме дека исто така се движат во следен bull market. Зошто го велам тоа? Че ние имавме овдека, значи, така речено локален врв, дно, сега моментално, иако овој врв не успеа да го престигне претходниот, гледаме дека ова е пак на некој начин една голема акумулациона, да речем, формација, која што се обидува да пробие нагоре кон претходниот, така речено, врв, кој што беше, така речено, и крајот на bull маркетот во 2021 година. Значи, гледаме дека ефективно се движиме кон следен bull маркет. Како во Russell 2000, истото можеме да го видиме и во Nasdaq и во S&P 500. Погледнете. Значи, ние сме ефективно во bull маркет, на месечно ниво, како и на помалите чартови. Така. Интересна работа е тоа што и во златото сме во енормно голем bull маркет, погледнете. И тоа зборувам со месеци, цената на златото се движи само нагоре. Дури ако отидеме на неделно ниво, гледаме дека буквално имаме нов all-time high, после нов all-time high, после нов all-time high. Ова ви покажува дека сме во риск он средина. Дека и понатаму инвеститорите очекуваат дека средината каква што е моментално е многу по, така речено, исплатливо да се инвестира во риск он assets. Дополнително на сите овие нови all-time highs, гледаме дека Fear and Greed Index е на неутрално ниво, односно ова
сега беше, значи до сега беше во неутрал, затоа што така почна моментално пазарот со скок и се смени во грид. Но како и да е, допред само еден час пред да се отвори пазарот беше во неутрално ниво, што ни покажува дека во оваа ситуација буквално оваа корекција која што ја направивме, да речеме овдека оваа стагнација на пазарот, ги врати така речено индикаторите во некоја неутрална средина, и што можеме да го видиме и овдека, погледнете. Значи оваа корекција која што прво добивме нели нов all time high, па потоа имавме корекција исто како и на криптопазарот, која што моментално гледаме дека ги коригираше сите овие да речеме индикатори како RSI, како Stock RSI, MACD се врати затоа што претходно погледнете. Stock RSI беше на 91, RSI беше на 77 и двата прекупени. MACD буквално над 70, значи исто и тој е доста висок, со тоа што конечно се вратија на некоја нормала, дури би рекол и ниски се моментално, со оглед на фактот дека Stock RSI е 23 на неделно ниво, значи дека е препродаден, додека RSI е на некој нормално ниво од 63,5. Што значи дека сега веќе имаме простор за уште поголеми височини. И дополнително, ова ќе биде оправдано кога конечно ќе добиеме rate cut. Зошто го велиме тоа? Иако дебело го обработивме, само на кратко ќе спомнеме уште еднаш, значи она што е битно на Федералната резерва за да дојде до конечен rate cut е да имаме намалување на каматните стапки, како се извинувам, на инфлационите стапки, како на кор инфлацијата, која што рековме е сите услуги и добра, односно нивните цени во една држава, без при тоа да ги опфаќа цените на прехранбените продукти и нафтените деривати. Иако истата моментално стагнира, гледаме дека CPI инфлацијата која што ги поседува во себе и нафтените деривати и прехранбените продукти, а ова нормално забрзано поради одлуката во ОПЕК. Зошто е тоа така? Затоа што колку повеќе се зголемува производството на нафтени деривати, гледате како е сето ова последователно. Колку повеќе се зголемува производството на нафтени деривати, иако ова можеби не е директно затоа што само што почнуваат, они се уште не ни направиле така решено намалување на рестрикциите, ова допрва ќе го прават од сега па во наредната една година. Значи гледаме дека ова дополнително ќе делува да се намали уште толку CPI инфлацијата. Зошто? Затоа што еден од најголемите двигатели на CPI инфлацијата се токму нафтените деривати. И во оваа ситуација кога ќе имаме намалување на рестрикциите, овие држави почнуваат да произведуваат повеќе нафта, автоматски, значи колку е повисоко производството на нафта, толку е помала незината цена и со тоа се намалува инфлацијата. Затоа што инфлацијата е матично зголемување на цените на продуктите, така? И во оваа ситуација тоа многу ќе помогне на CPI индексот. А нас тоа ни е битно, затоа што CPI индексот директно делува врз одлуката на Федералната резерва за тоа дали и колку да ја намалува каматната стапка. Така да ова е крајно позитивно за нас, поврзано со првата вест која што имавме денес. Сега, како што кажа, во оваа ситуација дури и пак би рекол дека не е толку страшна невработеноста, но повторно за нив кои што очекуваат дека нема да скокне над 4% невработеноста во Мурика, ние веќе имаме 3 последователни месеци каде што невработеноста е над 4% и уште еднаш. И сега како што кажаме, значи ова е целосната така речено невработеност, тоест не е целосната невработеност во Америка, затоа што како што спомнавме во претходното видео за вести од економијата, кажавме дека овој индекс не ги содржи, тоест во истиот се содржат и сите они кои што имаат парцијална работа. Односно, затоа и овој индекс е многу понизок од тоа што реално се случува, затоа што ако ги извадиме оние луѓе кои што имаат парцијална работа, доаѓаме до 7,9%, што е веќе сосема друга слика, дека имаме дупло поголема невработеност, затоа што оние кои што имаат парцијална работа, тоа не можеме ние да го сметаме како полно работно време, така, нормално. И поради тоа гледаме дека имаме многу поинаква, да речам, многу поинаква ситуација од она што они сами го кажуваат. Погледнете. И тоа погледнете. Значи овде имаме од јуни, во јуни ние сме имале 4,1, така. А овдека од јуни во јули ние сме скокнале на и тоа 0,4%. Погледнете. За разлика, само момент. За разлика од тоа ние имаме овдека многу помал скок и нели, многу помал процент генерално. Така да уште еднаш ќе напоменам. Верувам дека ова е големиот страф кој што они го имаат. Значи, ова што има практично на вистина реално голема невработеност од 7,9%, кога станува збор за луѓе кои што немаат никаква работа. Сега. Зошто е сето ова битно?
Погледнете што се случува на investing.com. Дури преска беше и полоша ситуација. Значи, ние моментално имаме 5,5% каматна стапка. Со тоа што можеме да видиме дека има 60% шанса истата да падне за 0,5%. А 40% шанса да падне за 0,25%. Ова варира постојано во текот на денот, затоа што има нови информации кои што постојано доаѓаат. Сега ние ќе провериме на неколку страни за да имаме, да речем, целосна слика за тоа што очекува пазарот. Значи, на Trading Economics имаме очекување дека ќе имаме намалување за само 0,25%. И тоа консензус од генерално сите учесници на пазарот и Trading Economics самите очекуваат 0,25%. Forex Factory исто така очекува дека ќе имаме намалување, само да го најдам каде е FOMC, само момент, а тоа е во текот на 18-ти, само да видиме, ево, FOMC, Federal Funds, дека ќе имаме намалување од 0,25, затоа што е 5,5%, така. Пак, и јас очекувам дека ќе биде 0,25%, но гледаме дека, например, Investing.com, а и генерално, сум слушнал многу повести, се зборува дека се очекува 0,5%. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што ваквото очекување на краток рок, ако пазарот на вистина очекува 0,5%, може да доведе до пад на пазарот краткорочно, затоа што имаме ситуација во која што не се исполнило тоа што пазарот го очекува, се разбираме. Затоа што постојано наведувам на тоа дека тргување на пазарот краткорочно е многу ризично, посебно пред и за време на вакви случувања. Па дури би рекол и после, ама пред и за време дефинитивно крајно ризична ситуација, затоа што вие не знаете како краткорочно ќе се помести пазарот, дополнително со тоа што во текот на целиот состојанок во однос на тоа што кажува Джером Пауел, пазарот може буквално да биде булиш, па да се преврати во бериш, па повторно да се врати, значи сум видел секакви ситуации. И нормално, како и секој состанок, значи ние сме виделе огромни ликвидации за време на овој состанок, така да уште еднаш ќе ве замолам, бидете внимателни, јас не можам да ви кажам што да правите, ова не е финансиски совет, но ве замолувам, бидете внимателни, затоа што сите оние кои што мислат дека можат да го тргуваат состанокот за време на Джером Пауел и неговата пресконференција. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our... Значи, бидете внимателни. Така да, пазарот се движел нагоре, едно време се одлучило да се придвижи надолу. Зошто се случува ова? Многу пати сме кажали, ќе кажем уште еднаш. Затоа што има китови, затоа што има буквално огромни играчи кои што знаат што очекува поголемиот дел од пазарот и се движат обратно. Значи, уште еднаш ќе го напоменеме истото. Ако ние моментално очекуваме дека, и пак ќе кажам, долгорочно, со rate cuts, ако се вратиме и ако споредиме, што се случувало? Значи, моментално ќе се вратиме на стандардниот чарт на DXY, значи уште еднаш да го поминеме истиот овој момент, затоа што е крајно битно да го разбереме сите, така. Значи, доколку ги додадеме овдека Fed, само момент, значи Fed Funds. Fed Funds се уствари каматните стапки на Федералната резерва, така. Значи моментално ги имаме, само ќе ги отстранам сите цртежи за да можеме да видиме што се случува. И овдека дури ќе ги отстранам и во оваа ситуација индикаторите за да можеме да видиме точно што моментално се случува. Погледнете. Значи, имаме ситуација во која што колку повеќе се зголемуваат каматните стапки на Федералната резерва, толку повеќе се зголемува вредноста на долар. Така. Кога се намалуваат, што се случува? Се намалува вредноста на доларот. Ако овдека ги додадеме биткоин и во оваа ситуација ќе ги додадеме S&P 500, кои што се стандардни, да речем, представници на своите да речем во оваа ситуација на своите категории, така, традиционални пазари и крипто пазар. Со тоа што овдека ќе оставиме биткоин да биде жолт, за да се разликуваат, али јакова боја ќе биде S&P 500. Секогаш кога имаме намалување на каматните стапки, што се случува генерално? Раст на цената на биткоин, раст на цената на S&P 500, пад на цената на доларот. Обратно, кога имаме раст на каматните стапки на Федералната резерва, раст на доларот, пад на S&P 500, пад на биткоин. Моментално се наоѓаме пред првиот rate cut. Што се случувало историски после rate cut? Раст на S&P 500, раст на биткоин, а пад на DXY. Така да, толку едноставно е, но нормално треба детално да го објасниме тоа пред луѓето да увидат што точно, нели, се обидуваме да објасниме, така да затоа толку длабоко и да речам
во оваа ситуација комплицирано изгледа, затоа што не можеме туку така само да кажеме ова ќе се случи, вака ќе заврши и тоа е тоа. Затоа сега ќе ги вратиме сите овие работи за да бидеме практично чисто со она што моментално го анализираме, но мислам дека сега ви е многу појасно и затоа ви кажувам колку е битно тоа што ние конечно ќе добиеме rate cut. Затоа што ние ќе ги следиме сите овие rate cuts со овие жолти линии со цел да видиме како сето тоа ќе реагира на чартот на DXY и истото ќе се одрази нормално врз чартот на Биткоин, кој што нас не интересира највеќе. Со тоа што прва работа која што можеме да видиме, јас затоа и верувам дека во целиот овој период, каде што се уште не се знае, ќе има ли рецесија, нема ли да има рецесија, ќе има ли rate cuts, колку големи rate cuts ќе има, кога ќе почнат. Гледаме стагнација во купувањето на Биткоин. И верувам дека главната причина поради која што моментално имаме стагнација, така речено уште од овдека би рекол крајот на јули па до сега, е буквално тоа. Овој момент каде што се уште не се знае дали и понатаму ќе одиме рискон или ќе биде рисков, затоа што ќе има рецесија. И во оваа ситуација гледаме дека и пазарот тоа го покажува преку тоа што големите играчи не купуваат биткоин во целиот овој месец и половина, дури два, се додека конечно не добиеме вајда одлука на Федералната резерва за првиот rate cut и додека не видиме како пазарот ќе се придвижи. Зошто го велам тоа? Затоа што пред само 2 дена, доколку овие луѓе беа исплашени за тоа што потенцијално ќе биде одлуката на Джером Пауел, немаше да имаме Fidelity 102 милиона купување на биткоин, потоа овдека се Bitwise 43 милиона, ARK Invest 99 милиона и нешто ситно од останатите. Така. Што значи дека ние пред само 2, тоест ова беше петокот. Значи ние во петокот имаме огромни купување на биткоин преку Bitcoin Spot ETFs, иако знаете дека оваа среда ние ќе имаме FOMC состанок. Ако има страф, немаше ова да го видиме, се разбираме? Овдека ќе беше само нули. Но гледаме дека моментално има акумулација. Така да тоа ни покажува дека генерално големите играчи не се исплашени од тоа што потенцијално доаѓа од Федералната резерва и нивниот состанок во среда. И уште еднаш ќе напоменам, рецесија секогаш е потенцијална. Во оваа ситуација имаме многу мала шанса истата да не се случи, но и ако се случи, морам да го напоменам ова како 1000 пати до сега, тоа не значи дека негативно ќе делува врз криптопазарот. Да, на традиционалните пазари, но не можеме да бидеме сигурни како ќе делува врз криптопазарот, затоа што ние криптопазарот за прв пат ќе видиме како ќе реагира на рецесија кога конечно истата ќе се случи, затоа што од 2009 година наваму ние не сме имале ниту еднаш рецесија која што може да видиме како би реагирале криптовалутите. Дополнително гледаме дека нема некои големи ликвидации во последниот период, очекувам дека ќе имаме ликвидација во текот на утрешниот ден како и секогаш, со оглед на фактот дека ја верувам дека ќе се случи обратното, ја очекувам пад на цената. Зошто го велам ова? Класична манипулација на пазарот. Кога знаете дека поголемиот дел од овие инвеститори очекуваат дека цената ќе се предвижи нагоре и мислат дека се најпаметни на свет како и на секој состанок на Федералната резерва, ќе стават леверидж од 10-100x, така, затоа што знаат дека цената ќе се движи нагоре, иако не разбираат дека тоа не значи дека ќе се придвижи веднаш во истиот момент. И нормално што ќе се случи, големите играчи кои што знаат дека ова ќе го направат голем дел од, да речем, новаилиите, ќе направат шорт, ќе им ги елиминираат стоп лосите на сите овие леверидж позиции и ќе си купат биткоин на уште пониска цена, иако и китовите, и новите инвеститори, и сите останати знаат дека цената на биткоин ќе се придвижи нагоре кога конечно ќе добиеме rate cut, така, но не значи дека ќе биде во истиот момент. Затоа не бидете во оваа голема зелена колона, каде што посетиот пат има 703 милиони ликвидирани лонг позиции, значи бидете внимателни, не значи дека веднаш ќе добиеме памп на пазарот, иако тоа е секогаш возможно, во однос на тоа нели зависи колку ќе имаме лонг позиции, зависи колку ќе имаме луѓе кои што мислат дека може да го шортаат сето ова. Јас не би се ставал во ситуација да го тргувам овој момент, затоа што многу лесно може да бидете ликвидирани. Како што ви кажав, многу често се случува чартот да биде вака. Значи да имаме 5% плюс, па 6% минус, па 10% плюс, па 15% минус, тоа никој не може да го тргува и затоа бидете паметни, пак ќе ви кажам, јас не можам да ве упатам што да правите, но мислам дека е крајно погрешно да влезете на пазарот во тој момент. И еве гледаме очекување од потенцијален rate cut, значи денеска
гледаме крајно позитивно движење на цената на биткоин. Зошто е тоа така? Уште еднаш заради очекувањата од утрешниот рейт кат. Проблем е што јас верувам дека веќе има овдека многу лонг позиции за жал и кои што утре ќе бидат крајно ликвидирани, но останува да видиме. Во секој случај, значи како и секогаш нашите анализи ги почнеме од месечно ниво, да видиме каде се движи цената и што се случува со чартот. Значи месечно ниво можеме да видиме каде цената и понатаму се движи во овој рейндж, односно во оваа формација на знаме, каде што нормално очекуваме дека ќе заврши нагоре. Овдека на кратко би ги ставили хајке наши свеките, да видиме што се случува таму. Значи, иако овдека ние имаме придвижување надоле на хајке наши свеките, гледаме дека историски во бул маркет, секогаш кога сме имале такви придвижувања, биле многу кратки и многу често завршувале со повторно придвижување нагоре. Значи, ако се вратиме назад, гледаме дека тоа се случува ретко, но кога се случува, значи проспориме уште еднаш, така? Значи придвижување, кратка корекција, придвижување нагоре, затоа што сме ефективно во бул маркет, така? И во оваа ситуација, значи, мислам дека е крајно јасно што очекувам да се случи, посебно со оглед на фактот дека како се менува трендот на хајке наши, многу пати се зборувале, ќе го спомнеме уште еднаш, секогаш кога имаме свеќе кое што е многу помало од своите сенки, очекуваме промена на трендот во обратна насока и истото нормално и во кога се движиме надолу, така. Значи како повеќе се намалуваат свеќите, доаѓаме во свеќе каде што има поголеми сенки за разлика од тело, се придвижува цената надолу, така и обратно. Како се намалуваат, имаме поголеми да речем сенки од телото на свеќата, така се придвижува нагоре. Со тоа што нормално беше, ние имавме огромен раст уште од така речено октомври претходната година до март, каде што нормална беше оваа корекција и гледаме дека истата постепено завршува. Зошто? Имаме 3 последователни свеќи каде што сенките се многу поголеми од нивните тела, што значи дека само прашање на време кога конечно ќе добиеме бул движење во овој континуитет нагоре, но останува да видиме. Како и да е, значи не можеме да бидеме 100% сигурни, секогаш имаме потенцијални Black Swan настани. Друга битна работа од оваа корекција која што добивме уште од март па до сега. Стокаре се беше на апсолутна стотка. Значи потребно беше истиот да се коригира, истиот се коригираше на 62 заедно со RSI кој беше на 77. Значи дека и двата индекси моментално се во нормала, не се прекупени. Значи дека имаме простор за придвижување нагоре. Гледаме забавување на VWAP кој што се движеше само надолу, конечно гледаме стагнација на истиот пред да се придвижи нагоре. А знаеме дека VWAP е најбрзиот индекс кој што моментално постои, значи овој индекс најбрзо се движи во една или во друга насока и ни дава каде ќе се движиме следно. Кога стана збор за неделно ниво, значи гледаме овдека уште и појасно се гледа како моментално, значи ова да речем формација е крајно, значи школски, многу школски направена формација на знаме, каде што моментално гледаме дека голема веројатност дека конечно ќе заврши истата и пак јас верувам дека многу голема веројатност има да заврши во нагорен правец, затоа што добро е тоа што цената повторно се враќа над средните вредности на Market Cipher, гледаме дека повторно се одбија долната граница на Bollinger Band, како и нели самиот канал, и уште една битна работа. Гледаме крајно, погледнете колку. Значи од врвот во март која е достигнала оваа цена, MACD од неверојатни 94 успеа да се коригира до минус 35. Иако најчесто корекциите ги добиваме на негде околу минус 60, но тоа е во дното на bear market. Гледајте колку голема корекција сме имале. Каде што за прв пат верувам дека имаме солидно простор за придвижување нагоре. VWAP веќе е над нулата, гледаме прилив на пари во овој зелен бран, гледаме придвижување нагоре на 100 RSI кој што беше на 9 вредност, кој што е крајно препродаден, додека RSI се коригираше до негде околу нормала на 50 поени. Така да, крајно време во оваа ситуација, гледаме дека индикаторите ни го покажуваат тоа, значи доста се коригирани, за цената да се придвижи повторно нагоре. Иако се наоѓа моментално на горната граница на bull market support band, тоа не значи дека овдека ќе се извинувам, на Bollinger Band, тоа не значи дека овдека ќе запре движењето. Значи историски гледаме дека целиот овој, да речем, период се наоѓаме под практично поголемиот дел од времето се наоѓаме под средните вредности на Market Cipher. Време е конечно да се стабилизираме над нив и да се претворат во бели. И овдека исто така ако погледнете, имаме една огромна bullish divergence уште од јуни 2024 година. Значи имаме моменти во кои што MACD се придвижува нагоре и прави повисоко дно, локално дно, додека во исто време гледаме придвижување надолу на RSI со пониско дно.
што значи дека имаме bullish divergence кој што очекуваме дека ќе се реализира нагоре и тоа дебело, како што видовме на поголемите чартови. Тоа е во овој стандарден чарт кај што можеме да видиме дека индикаторите се крајно добро ресетирани, хајке наши свеките ни покажуваат дека се очекува дека се придвижиме нагоре, а нормално и овдека сега во оваа ситуација средните вредности значи овдека ги имаме bull market support бендот и средните вредности кои што ги немаме во другиот така речено чарт, каде што можеме да видиме дека во целата оваа ситуација 100-неделната средна вредност ни беше поддршка и тоа погледнете еднаш, два пати, три пати пред да се придвижиме нагоре. Значи цената не може да пробие над bull market support бендот, а е многу битно да пробие, многу пати сме покажале еве од претходниот пат. Погледнете. Кога сме успеале успешно да пробиеме, да направиме корекција до bull market support бендот, погледнете колку пораснала цената. И уште еднаш сме направиле и повторно пораснала, така? Но гледаме дека исто да се коригираше под него, така да нас не е потребно цената да излезе и да се задржи одреден период над bull market support бендот пред да очекуваме оддржано движење на цената на биткоин нагоре во следниот период. Затоа и реков, значи bull маркетот допрва ќе почне. Гледаме, значи оваа така речено корекција која што гледаме уште од април 2024 година, значи тоа е нели крајот, конечно се забавува и гледаме придвижување нагоре. Значи две последователни недели ние имаме на MACD придвижување нагоре на оваа вредност, значи дека постепено се придвижува самиот индикатор во обратна насока, со тоа што сигналната линија се заоблува и доколку успееме да добиеме придвижување нагоре, да премине над базичната линија, тогаш значи ќе знаеме дека и MACD ни најавува придвижување нагоре на неделно ниво, но нели тоа со време и постојано ја анализираме целата оваа ситуација и ќе видиме нели како сето тоа се движи. Сега имам уште неколку чартови. Ова е чартот на канал кој што го следиме, кој што историски, прво е циклусот на биткоин чарт, кој што, како што видовме многу пати досега, после самиот халвинг, значи буквално имаме стагнација и корекција, некаде е со благо придвижување нагоре, некаде е со солидно придвижување надолу, некаде е со огромно придвижување нагоре, но првиот не го зимаме како и секогаш во предвид, затоа што истиот е нели сосема нов циклус каде што луѓето не знаеле што е ова, било многу лесно да се предвиди цената во одредена насока. Додека овдека гледаме дека имаме стагнација од неколку месеци во двата случаи пред овој и затоа не гледам причина зашто овдека би било момент за паника, посебно со оглед на фактот дека ние добивме нов all time high уште пред да добиеме халвинг, нешто што досега не беше видено во претходните циклуси и уште еднаш, значи како и секогаш знаете и сами, овој циклус многу јасно ни покажува каде е следниот врв од досега утврдените биткоин циклуси на 35 недели после дното, тоест 35 месеци после дното, што го става следниот врв негде во октомври-ноември 2025 година. Значи пред нас доаѓа добар период, повторно, никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, но во оваа ситуација не гледам причина зошто не би верувале дека тоа е така, затоа што уште еднаш една работа која што со сигурност била до сега вистина е токму тоа, а тоа е биткоин циклусот поради неговиот халвинг. Сега, овде ќе имам уште една работа која што сакам да споделам со вас, а тоа е самиот Wyckoff акумулација, која што и понатаму продолжува да биде по дефиниција Wyckoff акумулација. Значи, откако ја завршивме оваа фаза на акумулација, која што ја следевме во целиот неизин аспект, значи истото ќе го направиме кога ќе дојдеме до Wyckoff дистрибуција, но повторно треба да дојдеме до оние врвови кои што очекуваме дека се врв на овој циклус на биткоин. Значи ние успеавме оваа акумулациона зона максимално да искористиме и да акумулираме алткоини во целиот овој период кога биткоин правеше дно. Сега моментално се наоѓаме на овие така речено периоди на маркап, каде што нормално е да добиеме и продавање, sell-offs, значи тоа е она shaking of weekends, како што така се нарекува, значи каде што можеме тоа да го видиме веќе во неколку наврати. Значи ова е класичен sell-off, ова е класичен sell-off пред продолжување на така речено овој чарт нагоре. Мислам дека на неделно ниво ќе биде малку појасен, затоа што веќе ние премногу голем, погледнете и сами, но гледаме дека и претходно ние на овие чартови тоа сме го работеле многу пати. Значи еве уште еден Wyckoff дистрибуција, еве уште една Wyckoff акумулација, тоа што ние го работевме во слики на почетокот, сега веќе го работиме нормално во видеа со соодветна презентација. Значи и понатаму продолжуваме се движиме по оваа Wyckoff шема која што досега не промашила ниту во еден момент и навистина водела за оние макро движења на подолг временски период. И за крај од техничката анализа, нормално сакам да го споделам и овој канал, кој што исто така е доста добра водилка.
гледаме дека историски секогаш кога цената се движела на долната граница на овој канал, било најдобро време да се купи од нормално самото дно кое што прв пат се воспоставува после bear market, но тоа не го менува фактот дека и овдека малку излеговме од него, слично на тоа што излеговме и во 2015 година, затоа и велам дека овој циклус ќе биде многу сличен на тој од 2016-2017 година и тоа треба многу да не радува, затоа што тој беше феноменален циклус, посебно за алткоините. Одека гледаме дека вредноста и понатаму се движи по долната граница на каналот и гледаме дека буквално повторно долната граница на овој канал е местото каде што запира движењето на биткоин надолу, пред да очекуваме дека истото ќе се придвижи повторно нагоре кон горната граница каде што очекуваме да биде и така речено следниот врв на биткоин. Сега, тоа е во однос на техничката анализа, сега ќе продолжиме со некои дополнителни чартови. Прво ќе ги споредиме досегашните циклуси, за да видиме како сето тоа се движило во минатото и дали сме на ист пат. Со тоа што се уште се наоѓаме во страф. Тоа е многу битна работа, затоа што тоа ни покажува дека и понатаму сме рано, значи некои луѓето што мислат дека можеби е време да се продаде и така натаму, повторно. Јас не можам да ви кажам што да направите, јас не можам да ви кажам дали да влезете или излезете од овој пазар. Јас ви кажувам дека сум дебело инвестирам во истиот и очекувам многу добар резултат, тоа е што јас очекувам за себе, многу добар резултат од истиот во последната една година. Историски во однос на халвинг прогресот, значи можеме да видиме како што веќе тоа го кажавме, со исклучок на 2013 година каде што веќе сме имале масивен скок во овој период, не заборавајте, че ова е 2012-2013 и била сосема поинаква ситуација со многу помалку пари можело да се помести пазарот нагоре. Во оваа ситуација ние имаме буквално неидентични, но слични циклуси во 2020 и 2017 година, каде што моментално стагнацијата е малку подлабока, за разлика од претходните циклуси, како што можеме да видиме, значи во 2016-2017 веќе се придвижила цената нагоре. Во 2000 и така речено 20 сме имале скок па корекција пред да се придвижи нагоре. Значи никој од овие циклуси не е ист, но сега гледаме дека придвижувањето на цените е така речено слично. Тоа можеме да го видиме и овде, каде што ќе ги преклопиме сите досегашни циклуси од халвинг па до така речено следниот халвинг, каде што можеме да видиме дека моментално цената и понатаму е во оној рейндж каде што се наоѓала цената и во 2016 и во 2020 година. Значи се наоѓаме сосема нормално во овој циклус. Потенцијално ако овој циклус не се придвижи нагоре во овој период, да речеме следните месец-два, тогаш можеби имаме причини за паника, но сега за сега не гледам никаква паника. Буквално се што кажавме уште од дното на овој маркет, значи се движи исто. Така, значи точно го определивме дното затоа што го следевме биткоин циклусот како претходните циклуси. Можеби не бевме оноа 100%, но многу добро лоциравме во однос на тоа што го анализиравме. Така, сега за сега и понатаму продолжуваме позитивно затоа што досега ние во неколку пати најавивме дека ќе имаме солиден скок на пазарот, тоа и се случи во претходните периоди. Оваа стагнација моментално е сосема нормална пред следниот дел од циклусот кој што гледаме што представува. Така. И истото можеме да го видиме, многу пати сум го спомнал, значи план B во однос на тоа кога се случуваат скоковите во однос на халвингот. Значи халвинг имаме секогаш кога плава се претвара во црвена боја цената на биткоин, така. И што се случило? Дури кога ќе дојдеме истата да биде портокалова, ние имаме скок, така. Значи потребно е тој период од црвена до портокалова боја за конечно да добиеме скок. Ние моментално само што почнавме да така речено генерираме портокалова боја на цената. Односно, тој е тој период кој што е потребен од халвингот па до моментот кога конечно добиваме скок на цената на биткоин. Уште еднаш, ниту еден циклус не може да биде идентичен на друг, но генерално досега не ни избегало далеку од така речено реалноста во однос на тоа каде се наоѓа цената на биткоин во однос на делот од циклусот каде што моментално се наоѓа временски. Дополнително CBBI индексот кој што многу ни помагаше кога утврдувавме дно и врв, кој што многу ни помогна да знаеме дека се наоѓаме на самото дно, посебно во овој дел каде што имавме најголеми купувања, моментално ни покажуваше дека сме многу рано, а многу високо во овој циклус кога дојдевме до вредност од 81, затоа што кога ќе се најдеме на вредност негде околу блиску до 100, ние сме и на врв од тогашната цена на овој циклус. Така да ова беше многу потребна корекција и мене ми е многу мило што се случи и затоа дојдовме до моментално 55. Значи тоа е крајно добра корекција која што доправа ќе ни даде уште еден скок кој што го очекуваме во овој дел од бул маркетот, така да ова е крајно позитивно за нас. Во однос на дополнителните индикатори сега ќе го погледнеме
Rainbow чартот кој што е така речено поместување на Фибоначи, тоа е практично представување на Фибоначи низ целиот чарт на биткоин, каде што гледаме дека секогаш кога се наоѓа на долните граници на Фибоначи, односно овие плави нијанси, се наоѓа на самото дно и е најдобро време за купување, и обратно кога се наоѓа на овие највисоки, најцрвени да речам нивоа, се наоѓа на најдобро време за продавање. Со тоа што ако погледнеме овој дел од чартот, можеме јасно да видиме дека моментално цената се наоѓа токму на тој дел од чартот каде што е најдобро време за да се купи. Затоа што и понатаму се ногаме, ако ги погледнете овие бои, според тоа што предлага чартот да се направи, значи буквално се ногаме во најдобро време за купување на биткоин во овој период. Повторно, не е финансиски совет, само ви кажувам нели што ние правиме на пазарот, а вие нормално треба да одлучите сами што ќе правите во целата оваа ситуација. Дополнително, MVRV Zisco, кој што ни покажува дали цената на биткоин е пред цената или под цената. И понатаму покажува дека вредноста на биткоин е крајно ниска, односно 1,3 од можни 10. Што историски можеме да видиме дека се наоѓа многу блиску до оние акумулациони полиња каде што е најдобро да се купи биткоин, додека над така речено 7 веќе влегуваме во врв на цената на биткоин и се наоѓаме многу далеко од истата. Следен чарт кој што многу го следиме или индикатор е NUPL, односно Net Unrealized Profit Loss, кој што ни покажува дали се наоѓаме во greed или во fear зона. Историски во овој дел од чартот гледаме дека моментално неговата вредност на овој индикатор е негде околу помеѓу оптимизам и belief. Историски кога ќе го споредиме со психолошкиот чарт на market cycle на Wall Street, можеме да видиме дека се наоѓаме негде во оваа фаза помеѓу оптимизам и belief. Што значи дека најдобриот дел пред нас до еуфорија допрва ќе дојде. Повторно. Значи, не го сваќате тоа како се е розово, тоа ќе се случи утре, значи немој да го заборавате тој дел, потребно е време во овој маратон да дојдеме до оние резултати кои што ги очекуваме, но се поблиску сме до она што јас очекувам дека ќе се случи, а тоа е солиден скок на цената како на биткоин, така и на останатите алткоини, но пак ќе напоменам, никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, секогаш кога правиме анализа, тоа е анализа на веројатноста дека нешто ќе се случи или не. И во оваа ситуација веројатноста дека ќе го добиеме повторно овој bull маркет како и претходните е се поголема. Гледаме дека имаме стагнација, значи уште од така речено март, кога конечно цената почна да се стагнира, немаме некоја голема промена на така речено новчаниците, дури и гледаме раст, значи од моментот кога цената почна да се коригира, од во ова е колку новчаници поседуваат еден биткоин. Значи имаме 1.009.000 новчаници, за сега да имаме на крај 1.014.000 новчаници, значи 5.000 нови новчаници со повеќе од еден биткоин се појавиле. Овде исто така имаме некоја стагнација, каде што историски од март кога конечно сме направиле врв, каде што луѓето почнале да продаваат, 153.049 новчаници до 153.258. Значи 200 нови новчаници со над 10 биткоини се појавиле во целиот овој период. Истото можеме да го видиме и со 100, каде што сме имале 15.781 новчаници со повеќе од 100 биткоини, а сега имаме 16.132. Значи имаме добри така речено 140 новчаници нови кои што поседуваат повеќе од 100 биткоини. Тоа покажува дека се повеќе и повеќе луѓето акумулираат биткоин. Сега овде ќе имаме голема продажба, со оглед на фактот дека над 1000 биткоини тоа се веќе сериозни китови, кои што буквално во оваа ситуација продаваа, и тоа можеме јасно да го видиме овдека. Значи во врвот на оваа ситуација ние имавме 2080 китови со над 1000 биткоини, а сега имаме 2070. Значи имаме негде околу 10 помалку китови кои што поседуваат 1000 биткоини. Така да, со исклучок на овие кои што се нешто помалку, но гледаме дека повторно нема голема продажба, како што тоа е случајот во 2021 година, каде што 2500 сме се симнале на 2100. Значи 400 луѓе продале со торби повеќе од 1000 биткоини. Така, во оваа ситуација значи немаме таква ситуација и затоа ни покажува дека ова не е врв. Значи тоа е многу битно. Така да гледаме дека и понатаму имаме акумулација од оние кои што се смарт мани на пазарот, зборувам за китови, овдека не зборувам за нормално институции кои што ги чуваат своите биткоини. Во оваа ситуација зборуваме нели за оние најголеми институции како BlackRock, како Fidelity и така натаму на еден новчаник најчесто, иако се неколку, тоа се новчаници кои што имаат институционален печат, како што се на пример Coinbase, нели оној institutional wallet и така натаму, значи ова не се нивните новчаници, ова се новчаници на приватни и физички лица, тоест на правни и физички лица. Сега, за самиот крај имаме една многу битна најава,
Најчесто многу од луѓето го напуштаат видеото овде, сосема ве разбирам, значи слободно, но сакам да најавам во однос на нашата Patreon поддршка, зошто мислам дека ова ќе биде позитивно за целата заедница. Значи ќе се обидам да дадам некои дополнителни. Знаете и сами дека моментално имаме поддршка која што доколку нели сакате да не честите некое кафе или пак некој мала количина во, да речем, криптовалути, тоа може да го направите во дескрипцијата на сите овие адреси кои што овдека се достапни, заедно со нашата Купи ми кафе апликација. И понатаму останува ветувањето дека сето она што ќе ни го пратите до сега и понатаму ќе биде дадено за добротворни цели во Македонија на најразлични начини кога ќе така речено собереме одредена количина на средства. Но сега имаме нешто ново, а тоа е овој membership на Patreon. Зошто е ова толку битно? Значи во секоја, да речем, дескрипција на видеото може да го најдете истиот од сега па натаму и ова е така речено некоја месечна претплата која што може да направите на нашиот канал. Значи пак уште еднаш морам да напоменам овдека затоа што можеби многу од луѓето ќе реагираат. Целата материја бесплатно ќе биде доставена до сите македонци на нашиот канал постојано. Нема да има никаква промена во нашата работа. Она што ќе го направиме за овие луѓе кои што сакаат малку да поддржат нашата работа, затоа што, како што кажавме, блокчейн адресите и Купи ми кафе апликацијата и понатаму ќе останат да бидат добротворни, значи сето она што ќе го собереме ќе биде дадено во добротворни цели. Додека Patreon и овие сега за сега, значи да речем месечни чланарини, повторно, значи сега за сега ќе гледам да најдам некои интересни работи кои што можам да ги овозможам за оние кои што да речем би сакале да помогнат малку повеќе, затоа што како што кажавме, значи потребно ние да почнеме да генерираме некаков тип на приход, за да можем постепено да работам на тоа целосно финансиски да се осамостојам и наместо да имам дневна работа, како што тоа го имам сега, да можам целосно да се фокусирам на овој канал. Идејата е од овие месечни чланарини, кои што ќе бидат задолжителни на англиската верзија за одредени верзии, за одредени содржини кои што вие ги добивате бесплатно, овдека тоа е на добротворна база, буквално како да си плаќате да речем вестник или не знам Netflix на месечно ниво, со тоа што во однос со тоа нели каков тип на претплата, нормално сега овдека останува на вас доколку сакате да ни помогнете малку во разградување на овој канал, на следно ниво да направиме малку подобро студио, да бидат видеата малку поквалитетни, да земеме одредена опрема која што ни е потребна, која што реално сега, значи со толку инвестирање на пазарот не можам да си дозволам да купувам сега и да правам целосно студио, но постепено ќе го правиме тоа така да на некој начин нема да се осети ниту на нас, ниту на самиот канал. И дополнително, значи, уште еднаш ќе напоменам, планирам на овие луѓе кои што имаат така речено одредени претплати, без разлика на тоа нели која претплата ќе биде, значи да им дадеме некои дополнителни плусови во оваа ситуација е како планирам да почне целата оваа ситуација. За почеток, затоа што откако ќе го направиме студиото кое што моментално го спремаме, тоа е потенцијално следниот месец, сите овие видеа ќе бидат снимани навечер. На тој начин вие ќе имате точно, се знае дека секој ден во толку сато ќе добивате видео од гемиџијата и кога веќе ги правиме овие видеа навечер и вие ги добивате следниот ден во 5 часот попладне, ќе направиме сите оние кои што имаат претплата за почеток, без разлика дали е ова или ова, колку можат да си дозволат, колку можат да ни помогнат на каналот, да ги добиваат овие видеа преку мејл со линк да можат да си ги симнат и да ги гледаат пред остатокот од заедницата. Повторно, не сакам да издвојам никого, но кога некој се обидува да ми помогне, да стигнам до така речено финансиски приход за да не морам да работам и да можам да работам само во криптосферата, нормално во оваа ситуација ќе направиме први да ги добиваат овие содржини, значи во текот на денот и повторно, тоа не го менува фактот дека сите ќе ги имате вие содржини, само што овие кои што имаат членство така речено, ќе ги добиваат малку порано. Значи сите македонци во секој случај ќе добиваат се што гемиџијата направил. Уште еднаш, значи ова не е ниту морално, не е ниту потребно, но доколку успееме да дојдеме до некоја нормална бројка на членови кои што потенцијално би платиле чланарина на месечно ниво, тоа може да ми помогне побрзо да дојдам до степен кога веќе нема да имам потреба од дневна работа, затоа што јас имам и други приходи. Ова дополнително ќе дојде до ситуација каде што ќе можам многу повеќе да се посветам и на каналот, и на едукацијата, нормално, и на целиот крипто сектор. Така да уште еднаш за секоја помош до сега ви благодарам. Понатаму останува да видиме како се тоа ќе функционира. Уште еднаш, значи јас главно планирам ова да го интегрирам во англискиот дел од каналот преку Криптославија, на која што моментално работиме, но потребно е време, затоа што главно јас ги работам сите овие работи, нели, потребно ми е време се тоа да го организирам и да го направам во функција.
Така да, само ова од македонската страна е дополнителна помош доколку некој од вас сака да помогне на самиот канал. Во спротивно, најголемиот дел од, да речем, овој приход кој што сакам да биде со цел да не морам да работам на дневна база, очекувам да дојде од англиската верзија на каналот, која што планираме во текот на следниот месец да почне да работи со полна пареја како и македонскиот канал, со истите содржини, но во англиска верзија. Така да ви благодарам уште еднаш, се надам дека и понатаму ќе го продолжите да го следите нашиот канал и се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.